почитувана амбасадорке Брнс, почитувани генерали, офицери и војници, почитувани новинари. Задоволство ми е што денеска сме овде заедно за да покажеме на кој начин напредува нашата билатерална соработка со стратешкиот партнер и сојузник Соединетите Американски држави, но како напредува и модернизацијата и опремувањето на нашата армија. Пред повеќе од година и половина во еден сличен формат бевме во касарната Ѓорче Петров за да ја примиме првата АБХ опрема од Соединетите Американски држави, значи опрема за атомска, биолошка и хемиска одбрана и да се заблагодариме на почетокот на оваа важна програма за опремување на нашата армија. И се сеќавам дека тогаш имаше коментари и од некои од вашите колеги и од некои од моите колеги дека примаме опрема, меѓутоа најверојатно таа никогаш нема да ни биде потребна. Помина неколку месеци, се случи и започна пандемијата со коронавирусот и видовме за жал дека не е така. Туку дека и оваа опрема беше многу важна алка во нашиот прв систем за реакција. И практично луѓето токму од оваа единица во армијата, заедно со дел од опремата која што беше примена, беа првите кои што влегуваа во болниците, влегуваа во јавните институции, помагаа во дезинфекцијата, помагаа во справување со првиот бран на корона кризата. И тоа покажува дека институциите, особено армијата, морат да бидат подготвени за се. И во тоа огромна помош и до сега и денес имаме од нашиот сојузник Соединетите Американски држави. Оваа програма ја гледам како една од алките на нашата многу силна одбрамбена соработка. Ова што денеска имавме прилика да го видиме е речиси целосно заокружување на системот со кој што и армијата на Република Северна Македонија ги развива своите капацитети за атомска, биолошка и хемиска одбрана и со кој што и ние како армија членка на НАТО алијансата обезбедуваме опрема која што е неопходен дел од синџирот на обезбедување. Со нашиот сојузник Соединетите Американски држави покажавме дека како што работевме заедно на нашето членство во НАТО, така и по членството работиме на развој на нашите капацитети, на развој на криволак, на развој на одбрамбената и севкупната соработка помеѓу Северна Македонија и Соединетите Американски држави. Кога имаме вакви донации, обично често е прашањето зарем се базираме само на поддршка на другите. И мислам дека е тоа разумна реакција. Како држава добивме силна поддршка од нашите сојузници како што е САД, меѓу другото затоа што покажавме и иницијатива и резултати и во сопствен развој на нашите способности. Денеска сме тука да ја видиме опремата која ја добиваме како донација, но веќе за армијата ние успеавме да обезбедиме одреден број на заштитни маски со договор кој што е веќе потпишан, а во тек е набавка и на 1000 комплети за АБХ опрема, кои што ќе бидат насочени на нашата лесна пешадија, на тимовите на специјалци и на АБХ О4 која што денеска ни е домаќин. Сакам на сите да им честитам на огромниот труд кој што беше вложен за да ова успее. Видовте со колкав ентузијазам, волја, желба, припадниците на армијата знаат дека оваа опрема ќе им го даде инструментот кој што им бил неопходен. И тој инструмент ќе биде наша воена опрема, но ќе биде и опрема која ќе стои на располагање на сите наши цивилни институции. Кога армијата е посилна, и државата е посилна. И затоа навистина голема благодарност и до САД, кои што со оваа програма 333 секојдневно практично заедно со нас ги зајакнува капацитетите на својот нов сојузник. Благодарам. Thank you for coming out here today, and I am so very pleased to join once again our partners from the Ministry of Defense, this time to mark the start of the in-person training of the Army CBRN company with our U.S. Defense Threat Reduction Agency here today. You know, the mission of this unit is very unique and it's very special. Not only do they protect this country in times of war, but they protect the citizens of North Macedonia from the threats of natural disaster and other situations that might require it. And so the readiness of the Army CBRN company
and its ability to operate any day, at any time, to protect the safety and security of the citizens here is absolutely vital. I am very pleased that we are able to help develop their capabilities with this donation today. These are extremely professional soldiers, and it makes me proud that they're now able to operate with some of the best, most modern equipment that suits their task. I'm also very much looking forward to their participation in the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center exercise to take place in Ohrid this September. Because what we've learned over the recent months and years is that no matter what the challenges, the security challenges of today and of the future are extremely complex. And whether we're fighting a pandemic, the effects of climate change or natural disaster, attacks on our democracy or other external threats, we are stronger when we face them together. And that is what is very much at the core of the NATO alliance, and it is very much the heart of the U.S.-North Macedonia strategic partnership. Thank you very much. Добар ден. Ми представува задоволство што сме денес тука заедно со нашите партнери од Министерството за одбрана за да го значиме почетокот на физичката обука на АБХ-отчетата при армијата со Агенцијата за намалување на заканите по одбраната. Мисијата на оваа единица е единствена и посебна и не само затоа што е обучена да ги спасува граѓаните на Северна Македонија во војна, туку затоа што и служи на државата во случај на природни катастрофи и други предизвици. Подготвеноста на АБХ-отчетата за извршување на нивната мисија во било кој ден и во било кое време е од витална важност за безбедноста и сигурноста на државата, па оттаму јас сум навистина горда што може да помогнеме за подобрување на нивните способности со донацијата на оваа опрема. Видовме денес дека пред нас стојат професионалци кои знаат како да ја ракуваат оваа опрема и навистина ми представува задоволство што ќе имаат можност да работат на најдобрата опрема за АБХ заштита. Со нетрпение ја очекувам нивната изведба за време на вежбата на Евроатлантскиот ден и на координативниот центар за одговор на кризи во Охрид овој септември и како што кажавме во ова комплексно обкружување како што видовме во изминативе месеци и година со безбедносни закани кои што постојано се менуваат, може да заклучиме дека начинот на кој што одговараме и на климатските промени и на нападите од надворешни чинители е начин на кој што и алијансата функционира, односно тоа докажува дека заедно сме посилни, што всушност е паролата на НАТО алијансата и на сработката помеѓу Соединетите американски држави и Република Северна Македонија. Благодарам. Thank you. Добро, прашање, ќе може? Да, повелете. Прашање едно до амбасадорката. Амбасадорке, по неуспехот на Европската Унија да обезбеди почеток на преговорите за Македонија, што Соединетите американски очекуваат во наредниот период? Очекувате ли засилени средби меѓу политичарите од двете земји и општо една засилена, директна, интензивна комуникација на релација Скопје-Софија? Well, first of all, I would say that we remain disappointed that North Macedonia has not been able to move forward on its EU accession. And we are very much going to continue to send the message that we believe that North Macedonia has done everything to be ready and to start this process, and that they are indeed ready. We will continue to engage diplomatically and to send that message. At the same time, we believe that the future of North Macedonia is in Europe, that the process will be continued, will be ongoing, and in the meantime, we're going to continue to do everything that we can to strengthen our partnership with North Macedonia in support of our shared goal, which is to see the country join Euro-Atlantic institutions. Најнапред би сакала да истакнам дека ние сме навистина разочарани од фактот што Република Северна Македонија не ги започна пристапните разговори за Европската Унија и ние постојано испраќаме пораката дека Република Северна Македонија е подготвена и дека ги има исполнети сите услови кои што се потребни за влез во Европската Унија. Ние во идниот период ќе продолжиме со нашите дипломатски ангажмани и во иднина и ќе го истакнуваме нашиот став дека иднината на Република Северна Македонија е во продолжување на процесот за станување на членка на Европската Унија. Во исто време ние сметаме дека на тој начин, само на тој начин може да се постигнат нашите напори, односно да се реализира она што ние планираме да се оствари. Благодарам.
Прашање за амбасадорката по тоа министерство. Амбасадорке, после уредбата од председателот Бајден за лицата кои се загрозуваат трите договори кои ги има Македонија, но и за корупција, да се нашла на црна листа, дали американската амбасада веќе има изготвена оваа листа за Македонија, значи на лица кои би се нашла на неа и со загрозување на преспанските договори и Охридскиот, но и за корупција, дали на таа листа има имиња на актуелни политичари или евентуално лица против кои се водат судски процеси за корупција по тоа за министерство. И кога ќе објави се листата? I have nothing to announce at this time. It was an update of an executive memorandum that was originally signed in 2003. It reflects the strategic challenges that we now face across the world and in the Western Balkans, but there are no specific announcements beyond that. Значи, станува збор за ажуриран декрет од страна на председателот Бајден, кој што беше првпат подпишан во 2003 година, кој што се однесува на стратешките приоритети на Соединетите американски држави. Меѓутоа, во овој момент немам подетални информации кои што значи оние кои што ми ги дадете. Минтерке се уште немаме воен представник во НАТО, рековте дека ќе се бара да се завршат сертификатите безбедносните, па потоа ќе се избере докаде е таа процедура, дали сите високи офицери во армијата, тука посебно за генералите, имаат добиено сертификати, бидејќи од нив треба да се избере представник во НАТО и што се оние што нема да ја поминат таа контрола, бидејќи процесот на работа ќе бара преместување. Во армијата, како и во некои други институции во државата, одреден е број на места каде што ќе биде неопходен НАТО безбедносен сертификат. И се разбира дека оние кои што ќе работат во командите на НАТО или ќе бидат дел од нашите представници во НАТО ќе мора да го имаат тој сертификат. Веќе голем број од офицери го завршуваат или го завршија тој процес и во одреден момент ќе ја чекаме практично одлуката на председателот кој што го врши, бидејќи ова е именување на генералско ниво, во моментот кога председателот ќе оцени дека се создадени условите за таа одлука. Меѓутоа, факт е дека ние не започнавме процес на сертификација на сите воени лица, бидејќи тоа е и барањето на НАТО. Практично само оние кои треба или мора да имаат НАТО сертификати, само тие влегоа во процесот. И таа бројка е релативно мала и тоа се сметаше како еден чекор напред, да не биде преголем бројот на луѓе кои што ќе имаат НАТО сертификати, бидејќи нема да има потреба да работат со НАТО соодветни документи. Кај најголемиот дел од, велам, офицерите, оваа постапка е или прекрај или сосема завршена. И јас очекувам навистина дека во текот на летото би требало главните одлуки да се донесат. Ние во процес имаме, например, пополнување на 6 командни позиции, кои што нема да бидат наши представници во военото представништво, туку ќе бидат дел од НАТО структурата. За тие 6 позиции сите мора да имаат, се разбира, НАТО сертификати и колку што ме информира, процесот за 5 од нив е веќе на самиот крај. И велам, очекувам од септември да имаме една целосна екипа која што ќе ги пополни позициите на Северна Македонија во НАТО командите. Што се однесува до оние офицери кои нема да добијат НАТО сертификат, без разлика дали ќе бидат одбиени или само нема да го добијат. Оти тоа се две различни работи. Нивниот ангажман во армијата ќе продолжи, се разбира, меѓутоа на позиции кај кои не е неопходен НАТО сертификат. Нашата цел не е да изгубиме луѓе, нашата цел не е овие луѓе да изгубат екзистенција па и позиција која што ја имаат, но ќе треба да работат на места во армијата каде што не е потребен НАТО сертификат, бидејќи немаат контакт со НАТО документи. И уште едно прашање, се уште ви е заглавен законот за служба во армијата во собрание, неколку месеци веќе од есента. Како мислите да се одглави или ќе се чека да заврши мандат на овој парламентарен состав, да чека некој нов? Жалам што доминантната политика на една од политичките партии во собранието е да кочи. Жалам, затоа што со кочење нигде нема да стигнеме. Законот за служба во армијата е навистина закон кој што еден дел од припадниците го чекаат како реална потреба да решат сериозен проблем.
На страна што тој дава шанса и за развој на армијата. Ќе ви кажам еден само од членовите кој што помалку беше промовиран. Ние планиравме од септември оваа година да обезбедиме стипендии на деца кои можеби доаѓаат од семејства кои не можат да си дозволат да ги пратат децата на факултет, меѓутоа армијата ќе превземе да ги стипендира за да потоа бидат нејзин кадар. И така планиравме да ги зголемуваме капацитетите во IT, во електротехника, во машинство. Гледате овдека со каква опрема се работи. Треба да имате луѓе за таа опрема. Значи сето она што е дефицитарно, критична специјалност, да го стипендираме од прва година факултет по можност. Тој конкурс не можеме да го распишеме заради тоа што законот е заглавен. Професионални војници од 45 години возраст не можат да земат помеѓу 20 до 25.000 евра како крај на нивната кариера, затоа што законот е заглавен. И навистина уште еднаш повикувам таа кочница која често се користи, да не се користи за овој закон, затоа што навистина од законов има само победници, нема поразени. Во текот на седницата во четвртокот за пратенички прашања разговарав со некои од представниците од опозицијата, кажав дека на сите прашања каде што е возможен компромис, каде што сакаат да кажат ете и тие дека нешто постигнале, јас сум отворена и не сум ниту тврдоглава, ниту желна да биде така како што сме предложиле. Ама мора да биде подобра. Не сме да биде полош. И јас се надевам дека откако излегов со некои предлози, излегов со некои можни компромисни решенија, се надевам дека ќе имаат слух за 7000 луѓе кои ги викаме секој пат кога ќе сгусти. 7000 луѓе кои што при секоја криза се на улица, се по планини гасат пожари, се вклучени во најтешките активности како држава. Сега е момент да им вратим. Дали тоа значи дека ќе влезете во политички разговори со ВМРО околу законот или ќе го тирате само во собрание? Не, јас дискутирав во собрание и мислам дека е таму местото. Законот е веќе во собрание, законот во прво читање е поминат. Можно е во политички разговор надвор од собрание да се најде решение за да... Јас не мислам дека ова решение треба да го бараме надвор од собрание. Во собрание го дискутиравме, во собрание сите го поддржаа во прво читање. Верувајте, една критика немаше. Јас сум била во собрание. Знам како на нож се дочекуваат одредени закони кои што ќе има малку разлики значајни. Сите кажаа дека одредбите се добри. И за жал, одредени политички структури подпаднаа под влијание на луѓе кои им сакаат да носат армиска униформа, им сакаат да не и помагаат на армиската униформа со која што го делат животот. Ви благодарам.